Здраво на сите што дојдовте на првото издание на Скопје Филм Фестивал Класик. Овие фестивали не се некој нов концепт, обично ги има насекаде по светот. Значи и прикажуваат класични филмови во предвечерието на главниот, односно настан, кој што треба допрва да се случи. Во нашиот случај тоа е Скопје Филм Фестивал, кој што започнува на 17 овој месец. За ова прво издание избравме тројца шпански режисери. Доколку се запрашате зошто ги избравме овие тројца режисери, јас едноставно ќе ви кажам дека најлесно ни беше да ги донесеме тие филмови со помош на шпанската амбасада. И имаме дел од овие филмови во нашиот архив на 35 мм филмска лента дел од филмовите. Се работи за тројца шпански режисери, значи, знаете, Саура, Берланга и Бунюел. Саура и Бунюел предпоставувам дека ги знаете. За Берланга не сум запознен колку го познавате. Го знаете Берланга? Не. Не? Овака, Берланга имаме пуштено два филма од Берланга. Лани на отварањето на шпанскиот неделата на шпански филм ја отворивме со филмот Добре дојде господин Маршал, а пред 13 години имавме исто таква презентација на шпанската кинотека и шпанската кинематографија и го пуштивме филмот Ел Вердуго. Меѓутоа, кога се збори за шпанска кинематографија, Алмодовар е неизбежен да се спомне, па макар и да не е вклучен во селекцијата. И мислам дека во овој случај поише ќе му верувате на Алмодовар отколку на мојата маленкост. И денеска најдов еден текст од Алмодовар, објавен во British Film Institute, на сајтот на British Film Institute, во која што Алмодовар ги соопштува своите 15 шпански филмови кои што оставиле најголем впечаток на него. Трет поред, предпоставам и по влијание, е Ел Вердуго, кај нас преведен Джелатот, ќе го прикажеме деновиве. И откако ја објаснува темата на филмот, Алмодовар вели дека сценариото е полно со хумор, дека цензорите од тоа време, некаде 60-тите години, не успеале да разберат вистинската природа на овој филм. Тие само откриле дека е против, сватиле дека е против смртната казна. Тогаш смртната казна се уште била на сила во Шпанија. Кога филмот бил прикажан на Венеција, на Венецијанскиот филмски фестивал и ја освоил наградата Фипресци. Од тој момент филмот почнал да се соочува, значи откако ја освоил оваа награда, филмот почнал да се соочува со проблеми во своето прикажување. Джелатот, вели Алмодовар, е апсолутно ремек дело. Од денешната перспектива можеби изгледа недоволно убедлив, но филмот е снимен во 1963 година и тоа е воодушевувачки повик против смртната казна. Прекрасен и
прекрасна и смешна комедија на манири, на ситуации, значи. Само сакав со ова да кажам да не го избегнуваме и Берланга од нашиот ракурс на гледање на филмови. Повеќе за филмовите, секако гледам сите си имате брошурките во раце, можете да прочитате во брошурата што ја направивме заедно со Скопје Филм Фестивал и можете исто така на Кинотека МК да прочитате неколку одлични текстови. Имаме еден текст на Максим Ристовски и еден текст на Сладжан Пенев. Едниот текст се однесува на дискретниот шар на буржуазијата на Бунјуел и вториот текст исто така се однесува на Тристана на Бунјуел. Се надевам дека нашите критичарски пера ќе најдат ова провокација и кај Саура и кај Берланга да напишат нешто што ќе остане овака за нас да се подсетуваме на овие негови. И благодарам на Шпанската амбасада, на Скопје Филм Фестивал и се надевам дека ова ќе прерасне во една традиција, овака каде што ќе можеме да погледнеме добри стари филмови. И сега Александра Бубевска ќе ве поздрави во името на Скопје Филм Фестивал. Благодарам многу. Како што рече директорот, ве поздравувам од името на Скопје Филм Фестивал. Ова е прв пат што се организира ваква ревија, која што според изборот на филмовите можете да забележите дека е исклучително внимателно. Се селектирани филмовите, со сесарна помош се разбира на Кинотеката и на целата екипа на Кинотеката. Ова ревија се случува во пресред на Скопје Филм Фестивал, кој што годинава почнува на 17 април. Ќе имаме свечено отворање, како што тоа и секоја година традиционално се прави. Се што беше важно кажа Владимир, затоа од моје име уште еднаш ве поздравувам и благодарам на Кинотеката за помошта и благодарам на амбасадата на Кралството Шпанија, без чија поддршка можеби немаше да се реализира оваа програма. И уживајте во следниве денови.